Тема на денешната емисија ќе ни биде фудбалот. Со нас е човекот кој што го донесе првиот трофеј за една тетовска фудбалска екипа во независна Македонија и воопшто првиот фудбалски тренер од Тетово кој што се закити како тренер со трофеј во независна Македонија. Тони Јакимовски. Тони, ти благодарам што прифати да бидеш наш гост. Ви благодарам и вам на поканата. Тони, сакам на почетокот да се вратиме едно 40 на години наназад на твоите фудбалски почетоци. Кога започна да тренираш фудбал, каде и воопшто зошто баш фудбал? Па сега пак да кажам, значи малку е неблагодарно кога треба да говорите за себе. Јас ќе правам во кратки црти, значи да го елаборирам мојот фудбалски пат, како се до тоа почна. Значи мојот почеток со фудбалот датира од далечната 80-та година. Периодот март-април, кога јас како 13 годишник, значи дојдов во екипата на фудбалскиот клуб Тетекс и почнав да тренирам со младинската екипа на фудбалскиот клуб Тетекс до завршување на таа тековна сезона, значи 80-81. По завршувањето на таа сезона, значи комплетно почнав да работам од сезоната 81-2 во фудбалскиот клуб Тетекс во младинските категории на клубот. И после тоа, значи, кога заврши тој период на моје инсталирање, после 2 годишна работа и игри за младинската екипа на фудбалскиот клуб Тетекс, бев, значи, префрлен да работам со првиот тим, кој во тоа време, значи, важеше за еден од најдобрите второлигачки клубови по квалитет, по инфраструктура и односно она што се вели финансиска моќ. Така да, после влегувањето на фудбалскиот клуб Тетекс во првата Југословенска лига 81-82, за жал клубот, значи, повторно се врати во тој ранг на надпреварување второлигашко 82 и трета, со тоа што, значи, јас во тој период добив шанса да бидам дел од тој тим, каде што играа, значи, многу фудбалски големи имиња и од кои јас научив многу, односно она што се вели како тоа треба да изгледа на тој професионално ниво на однесување. Иако многу млад, значи почнав да играм со 16,5 години за првата екипа на Тетекс, поминувајќи ги претходно. Се сеќаваш на кој надпревар дебитираш? Да, се сеќавам, бев, значи, како дебитант на мојот прв надпревар како стандарден играч против екипата на Раднички Ниш во Тетово. И баш на своето деби постигнав и гол. Значи, само да надополнам, значи, оној период кога почнав да се занимавам со таа работа како професија, за тој период наназад, значи, за тие 2 години што ги поминав во младинските категории на Тетекс, во исто време бев и, значи, репрезентативец на поранешна или СФР, СР Македонија. Затоа што тоа време имаше исто многу турнири на тоа ниво помеѓу тие републики од бивша Југославија и од генерацијата со која почнав, значи можам да издвојам 2 фудбалски имиња кои се доста познати на македонската фудбалска јавност, како Дарко Панчев, Никола Аврамовски, Владко Костов, значи тоа беше таа генерација на фудбалери со кои јас настапував за тие селекции на Република Македонија. И после тоа го кажав тој сегмент каде што добив шанса да бидам дел од првата екипа на фудбалскиот клуб Тетекс, надпреварувајќи се, значи, во втората по ранг Југословенска лига, која исто беше многу квалитетна, да добијам шанса да дебитирам и за репрезентацијата на Југославија до 18 години со имиња кои денес, значи, многу значат и се фудбалски како кариери страшно на високо ниво, а тоа е Sanović, Абанаџовиќ, Главовиќ и ред други кои, нели, во тоа време беа играчи на клубови како Црвена звезда, Хајдук, Железничар и така натаму. Кажа дека започнуваш да тренираш фудбал во 80-та година во Тетекс. Тоа е еден историски период за клубот. Кажа и самиот дека 81-82 сезона Тетекс игра во прва Југословенска лига. Значи, успех голем на ниво како сега екипа да се пласира во Лига шампиони. Дали имаше некој идол во тој период? Многу големи имиња играа за Тетекс во тоа време. Дали имаше некој идол? Дали тоа ти беше некој мотив да тренираш повеќе за да го достигнеш нивното ниво?
Па сигурно дека мора да имате своји идоли, затоа што тој период е на растење, нели? И вие се поистоветувате со одредени играчи од тој период. Јас у она време додека растев, значи имав можност да ги гледам сите тие големи фудбалски имиња, као Диего Марадона, Мишел Платини, сигурно дека пред себе си имате некоја си своја замисла, нели, и размислување дека и вие еден ден би сакале да бидете на тоа ниво, што не е лесно да се постигне. Така сега ме прашавте зошто фудбал, затоа што едноставно да се бавиш со оваа работа треба да имаш, значи, прво голема љубов према тоа. Иако у тоа време, оно што го кажавте и вие, дека TEDx тогаш ваеше за еден од најорганизираните, најпрофесионалните и најквалитетните тимови, и можеше да се носи, значи, со секој. Сам да кажам дека времето сега и она што јас го поминав, значи, е нешто сосема различно, за жал. Тогаш не имавме добри услови за работа, имавме, значи, добри тренери кои беа бивши фудбалери на TEDx, истакнати имиња со кои јас почнав да работам, како Диме Георгиев, Лазар Плачков, покојниот Душан Кечан. Тоа се све имиња кои оставиле длабока трага у историјата на фудбалскиот клуб TEDx, така да се до тоа знаење нивно влијаеше на мене и на ред други играчи кои беа од мојата генерација да прераснат у квалитетни фудбалери, кроз самото тоа, нели, нивната едукација во однос на воспитувањето наше како личности, така да можам да кажам дека мојот подоцнежен период и развој како личност и како фудбалер се должи на работата со тие квалитетни луѓе и квалитетни тренери. Така. Во TEDx станувате до 1988 година и потоа следува трансфер во Раднички Крагуевац. Како се случи од TEDx да заминете во Крагуевац? Значи, прв заминувате тогаш, тоа не е интернационален трансфер, се уште Југославија постои, меѓутоа за прв пат заминувате од Тетово. Па тоа се редослед на настани, затоа што се, нели, следува еден турбулентен период кога настанува проблем на финансирањето на клубот како клуб, затоа што, нели, таа трансформација што се случува и општеството и у државата и на друго ниво влијае да размислувате да го промените, значи, местото на работа и живење, заради тоа што имате потенцијал и квалитет. И добив понуда да заменам. Тоа го направи затоа што едноставно беше на предизвик да се игра у таа единствена југословенска втора лига, затоа што претходно, нели, првенството беше поделено на исток и запад, втора лига, и едноставно имаше надпревари од, да кажам сега, Вардар до Триглав, затоа што таму настапуваа многу квалитетни тимови како Олимпија, Рад Белград, ОФК Белград, Сутјевска, мислам дека беа и клубови вклучени од Косово, така да тоа беше предизвик да се направи. Едноставно останав таму една година и после тоа се вратив повторно во TEDx. До распадот, нели, на таа бивша наша држава до 90-тите години, после тоа, значи, се одлучив пак да заминам надвор, играв 2 години во Франција во фудбалскиот клуб Дижон. И по самостојувањето на Македонија, значи, се вратив 93-та година во Македонија и почнав да играм пак на некој начин во родниот град Тетово, меѓутоа во друг клуб, тоа е фудбалскиот клуб Љуботон. Пред да се навратиме на настапите кога се враќате во Тетово Љуботен, би сакал да ни кажеш нешто повеќе за настапите во Франција. Значи, играш за Дижон, Дижон оваа сезона игра во прва француска лига, тогаш е второлигаш, третолигаш, не сум сигурен. Кажи ми како помина пресод во Франција. Во смисла, значи, заминуваш од Тетово и со една сезона играна во Крагуевац и сега заминуваш во Франција. Разликата во тренажниот процес и во условите за работа. Мислам, голема е разлика. Прво да кажам дека јас настапував во тој период кога клубот Дижон беше во трета лига. Меѓутоа, условите за работа таму и тука се сосема различни. Значи, вие таму имате едноставно све, од финансии преку услови за работа, квалитетен фудбал, квалитетни играчи, тоа е оно што го прави и што ја прави разликата во суштина.
Međutim, kao profesionalni futbaler vi nemate možnost da birate, zato što ste se opredelili da budete profesionalec i kada što ima, znači ponuda da igrate, to ako pravite, zari to što probujete da napravite karijera, da zaradite nego i sredstva, međutim i da se nadgradujete sebe, zato što futbol je igra koja bara konstantno rabota i napreduvanje. Така. Кажи ми, во тој период, значи крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите, да направиме една споредба во финансиите на еден стабилен југословенски второлигаш и на еден француски третолигаш. Каде можеше повеќе да се заработи? Па секако дека е тоа надвор, затоа што тие буџети кои се кројат, говорам сега за странските клубови, тога имате многу спонзори, многу интереси, тие буџети се многу поголеми, да кажеме, од оние буџети кои ги креира клубовите, да кажеме, на наша претходна држава или пак сега во Македонија, затоа што ако немате стабилен буџет или имате еден спонзор кој у дадена ситуација најде на проблем и се откаже едноставно од финансирањето на клубот, тогаш вие немате никаква сигурност и не можете едноставно да продолжите да работите и живеете нормално. За разлика од надворешниот свет, каде што сите ние гледаме фудбал меѓународен, што случува таму, првото и најважно е да имате стабилни спонзори, стабилни финансии, да имате собствен комплекс за работа и да имате квалитетни играчи. Но освен тоа, значи првата разлика е што тие обрнуваат доста големо внимание на развојот на своите собствени школи за работа со младите категории, што кај нас за жал не е на тоа ниво на кој што треба да биде. Така. Се враќате во Македонија, последните 6 сезони како играч настапувате за Цементарница. Тука доаѓаат и првите трофеи кои ги освоивте во независна Македонија како играч, првите настапи на европска цена и настапите за македонската сениорска репрезентација. Да го опфатиме малку овој период. После тој период што го кажа, после враќањето, значи моја во Македонија повторно 93-4 година јас играв за тимот на фудбалскиот клуб Љубатен. Наредната сезона заменав, значи, фудбалскиот клуб Гостивар, па потоа Македонија Ѓорче Петров, една сезона фудбалскиот клуб Вардар и значи останав од 96-7 до 2003 како играч на фудбалскиот клуб Цементарница, каде што оно што го спомнавте, значи се случи да како играч настапив на 2 финалиња во Купот на Република Македонија 2002, која за жал го загубивме од фудбалскиот клуб Победа, а наредната сезона, значи на сите познато финале против екипата на Слога Југо Магнат, која заврши 4-4, па се решаваше после изведување на тие пенали. Значи тоа е тој трофеј што јас како играч го имам освоено со фудбалскиот клуб Цементарница. И тоа дека се уште играв, значи последните 2 сезони од мојата кариера и од мојот договор со фудбалскиот клуб Цементарница ги завршив, значи, двете нивоа на тренерската едукација, како што е Б лиценцата и А лиценцата, и после тоа се случи да одлучам на 38 годишна возраст, значи да ја завршам својата фудбалска кариера. Се сеќаваш на првиот настап на европска сцена со Цементарница? Мислам дека со Цементарница дебютиравте на европска сцена. Мисля дека како играч? Како играч, да. Па не е само тоа, значи ние претходно имавме настапи и поранешен Интертото Куп, значи 2 сезони поред ние како тим настапувавме на тоа ниво на надпреверување и после тоа, значи кога се случи да го освоиме тој трофеј, за жал јас, значи после тоа јас завршив мојата играчка кариера и не бев како играч, значи на дел од тој настан како Лига УЕФА. Меѓутоа имав својот деби претходно како играч на Вардар, затоа што тогаш кога јас дојдов во тој период 96-7 година Вардар беше пласиран во лигата на УЕФА и така да имам, значи како играч настапувана у двете надпреварувања и у Интертото Купот и у Лига на УЕФА. Значи тоа се тие мотивации, она што претходно го говорев како играч за да се развивате, напредувате и бидете добар едноставно заради тие предизвици кои следат у клубовите за кои настапувате. Не велам дека е само тоа мотивацијата од фудбалски аспект, сигурно дека тука и финансискиот момент е многу битен, меѓутоа ако не го правите тоа на доволно добро ниво да играте добро како тим и
jednostavno nemate možност да се промовирате себе си надвор од државата, така да тие надпреварувања и успеси носат финансиски придобивки и тоа е оно што е мотивацијата во суштина. Во периодот на 90-тите години дебитирате и за македонската сениорска репрезентација, а претходно кажавме дека имате настапи и за репрезентацијата на поранешна Југославија до 18 години. Кога бевте повеќе горд? Кога ја слушавте југословенската химна, крајот на 80-тите, средина на 80-тите или македонската химна во независна Македонија во 94-та или 5-та година, мислам дека се тие надпревари кога дебитиравте. Па сега морам да бидам искрен, значи двете работи се на некој начин работи што оставаат трага. Сигурно дека оваа ситуација што ја кажавте втората сепак е нешто што е, да кажем, ајде малку по-гордо, затоа што сте свој на свое, имате собствена држава, имате собствена химна, имате собствена репрезентација и сигурно дека тоа е можеби нешто што остава трага на некој начин од целата таа ваша кариера, вашиот живот. И јас иако имав, значи, можност да бидам дел од тој настан, тоа беа квалификациите 96-та година за Европско првенство. Бев повикуван, значи, на 3 надпревари, тоа се двата надпревари со Кипари, една средба на домашен терен против Ерменија. Измеѓу тоа, значи, имав еден настап пријателски со репрезентацијата на Турција, тоа се тие настани кои како играч, значи, ги имам направено за Република Македонија. Можеби во тој период можев да направам и нешто повеќе, меѓутоа знаете како е. Све си доаѓа во свое време. Така, пред да се префрлиме на периодот кога започнувате со тренерска работа, би сакал неколку кратки прашања за периодот додека играте фудбал активно. Дали може да изводите кој би бил најдобриот соиграч во вашата екипа? Во било која екипа во тие 20 на години активна играчка кариера? Само малку е тоа на благодарно, значи да ги делите тие играчи, затоа што секоја етапа се носи своји, нели, добри и лоши моменти, меѓутоа ако направам некоја си ретроспектива на све оно што сум поминал како играч, значи најдобриот и најталентираниот и најквалитетниот играч со кој сум настапувал како соиграч е она време од времето кога настапува за репрезентацијата на Југославија, а тоа е Алјоша Асановиќ. Значи тоа беше едно нешто кое и ден денес, значи, ми остава впечаток и можем да кажем дека тоа беше најкомплетниот играч со кого сум соработувал и тоа е нешто што не можам да го заборавам. Иако имаше и други играчи, значи, по вредности и од југословенското време и од македонскиот период кога јас, нали, се враќам тоа после тоа во Македонија, Македонија станува независна држава, имаше сигурно и играчи од Македонија со кои сум соработувал секаде и сегде, значи голем дел од тие имиња се сега моментално, ако ги напоменам, значи тоа е соработката со Игор Ангеловски, со Боби Милевски, кои денес се, значи, селектори на репрезентација на 21, Станич исто кој е сега селектор на U19, тоа се мои соиграчи од времето додека јас настапував во Вардар и Цементарница. Значи имаше доста добри и личности и доста добри фудбалери. А најдобар противнички играч против кого што сте играли? Па сега не би можел да се сетам на тој период во однос на тоа кој од тие противнички играчи. Ако правиме компарација, значи дали на позициите со кого јас сум имал дуели у тие, нели, не би можел сега искрено да се сетам на нив. Пред да се префрлиме на, значи, на тренерската кариера, уште едно прашање само, од кој тренер научивте најмногу како играч? Па можем да кажем од сите. Значи сега секој тренер има своја собствена филозофија, собствени видувања, собствен стил на игра, собствен стил на работа и тука на некој начин едноставно кроз тој период на работа и разговори и примена на сите тие тактички, значи ситуации, затоа што секој тренер си има своја, кажав, нели, филозофија и барања од одредени играчи. Јас настапував како, значи, централен везен играч, играв и како плеймейкер и, да кажем, на некој начин не сум имал проблем у соработката со ниту еден тренер. Затоа што тие има добри проценки односно на што јас поседувам и секогаш
ми дава може би малку поголема слобода у презентацијата на тие собствени вредности, затоа велам, значи сум соработувал со многу тренери и не би сакал сега да ги именувам поименечно, затоа што може би некого да заборавам па да некој ми замери. Да. Така да можем да ви кажем дека сум имал страшно доста тренери кои ме тренирале у тој мој период на развој, а и после тоа кога јас се промовирам прволигачки играч и репрезентативец, така да можем да кажем дека научив многу едноставно од сите тие тренери. Меѓутоа, знаете како е, додека играте, вие имате сосема подруга перцепција у однос на она што сте го работеле, не размислувате што тие од вас барале. И едноставно сте уживале у таа игра, сте да го давале максимум од сега, сте труделе да бидете успешни, да победувате, да освојувате, да одите напред. И кога дојдете у ситуација нели да заврши таа кариера и продолжите активно се занимавате со фудбал како тренер, тогаш можете да направите ретроспектива у однос на она што у суштина нели тие тренери барале и како ве тренирале за да дојдете до тие негови резултати и успеси. Значи тоа е процес кој трае секојдневно и не е лесно да се биде успешен, затоа што тука едноставно се трошите ментално, физички, мора да имате поддршка од луѓето со кои работите, едноставно од семејството, за да може целиот тој процес на крајот да заврши како позитивен. Тренерската кариера ја почнувате како помошник тренер во Вардар, во еден историски период за Вардар, во тој момент историски успех. Вардар тогаш играше во третото квалификацијско коло во Лигата на шампионите и за еден гол не успеа да се пласира во групната фаза, испадна од Славија Прага, 2:3 во Скопје, 2:2 во Прага. Се сеќаваме на голот на Карел Поборски од слободен удар без да се даде знак. Како од денешна перспектива гледате на тие надпревари на тогашниот период? Па знаете како, нормално, како да ви кажам, значи кога ќе поменете толкав пат кроз таа кариера фудбалска проткраена, нели, со настани у домашниот шампионат и надпревари од европски ранг, дали е тоа сега Лига на УЕФА, Интертото Куп или квалификации за Лига шампиони, сигурно дека тоа го поминувате на некој начин како секојдневие, затоа што едноставно постои тензија, постои притисок, нели, тоа е некоја се позитивна трема и едноставно се случуваат у фудбалот и неправди. Значи, можам да кажем дека тој момент сигурно дека остави некоја си дамка на сето она што нели ние го размислуваме околу начинот на размислување, професионализмот, ферплејот на тие надпревари и на тие големи фудбалски екипи каде што настапуваат играчи кои се широко познати, имаат свое големо фудбалско име и презиме. Меѓутоа сите се служат на некој начин, можеби во дадени ситуации со, да кажем, неферски потези за да дојдат до тој резултат што им одговара. Така да тоа што го кажавте стои, тоа се големи надпревари и штета што Вардар значи на тие моменти беше многу близко да чекор до пласман во групите на Лигата на шампиони. Меѓутоа се случи да Вардар го оствари таа цел, значи мислам дека беше минатата година кога беше дел од групите на Лига Европа, сигурно дека треба многу вложувања, многу планирање, многу работа за да се стигне и биде дел од тоа. Имавме можност да го видиме тоа како тоа изгледа. Јас се надевам дека некој од клубовите Македонија во блиска иднина ќе го повтори тој успех на Вардар и да влезе едноставно групите како надпреварувач, затоа што двој балкански простор има можност да видиме што тоа значи за Хрватска, како Динамо Загреб како клуб, за Србија, затоа што таму има два клуба кои се, да кажем, ајде сега во последниот период, можеби секоја година учесници дали у Лига шампиони како Црвена звезда или Партизан Лига на УЕФ. Меѓутоа за такво нешто треба, значи прво инфраструктура, оно што го кажав, во однос на финансиски средства, спонзори, услови за работа, квалитетни играчи, тимска работа за да се стигне до тоа. Тоа не е пат кој е лесно изводлив. После Вардар сте помошник во Цементарница
и потоа следува првиот предизвик како шеф на стручен штаб. Каде беше тоа? Па да, значи таа соработка што ја имав со мојот претходен тренер Зоран Стратев, кој денес значи е мој претпоставен координатор во академијата на УЕФА и е одговорен за сите селекции во фудбалската федерација, значи мојата соработка со него почна уште како играч 3 години во Цементарница од 2000 година до 2003 како тренер играч, значи после тоа он замина од Вардар во екипата повторно на Цементара и тие релации кои ги имавме, значи продолжија и понатака благодарение на нашата соработка како тренер и играч. Неговиот прелаз од фудбалскиот клуб Цементарница у Вардар донесе за мене значи ситуација можност да соработувам со него и понуда да бидам негов асистент. Значи после една година соработка во фудбалскиот клуб Вардар, таа наша соработка продолжи, нели, и после неговото враќање во фудбалскиот клуб Цементарница, со тоа се случи моето враќање повторно на некој начин во Цементарница како асистент тренер во сезоната 2004-2005. И после тоа мојата фудбалска кариера тренерска, значи продолжува како самостоен тренер. Првата моја работа беше екипата на Ренова. Тоа е сезона 2005-2006. Така да имав можност, значи да сите тие мои едноставно искуства, фудбалски, играчки и тренерски, учејќи нели од мојот да кажам тренер, помината едукација на тие две нивоа кроз тренерската организација на Македонија, која доби можност нели да профилира кадри од УЕФА ранг и после тоа да продолжи моето усовршување наредниот период 2011 како лиценциран тренер со пролиценца, меѓутоа да го довршам она што го почнав, значи мојата прва самостална работа како тренер кој води прва екипа беше фудбалскиот клуб Ренова, каде се задржав, значи една сезона после тоа бев тренер на фудбалскиот клуб Дрита и од тука после тоа дојдов во фудбалскиот клуб Тетекс, она што го кажавте, значи 2000, мислам дека беше 2008-2009 првата сезона кога клубот се надпреваруваше во 16 сезони втората, да, втората фудбалска македонска лига, благодарение на доаѓањето на сега покојниот господин Војчич, правење на значи организацијски структури внатре у клубот, подобрување на таа инфраструктура, инвестирање у доведување на квалитетни играчи, тедекс после значи 16 години повторно станат дел од таа фудбалска елита таму каде што нели реално му е местото. После тоа наредните две сезони, значи 2009-2010 и 2010-2011 се случува прогрес во однос на она што клубот како клуб го прави, значи инвестира во доведување на квалитетни играчи со кои ние успеаме да се пласираме во финалето на Купот на Република Македонија и го освојаме со тоа што нели она што го кажавте, освоивме пехар кој ни донесе значи учество во Лигата на Европа со фудбалскиот клуб Тетекс и успеавме да стигнеме на некој начин до тоа трето предквалификацијско коло. Првиот натпревар го игравме, што е познато со екипата на ФК Венспилс од Латвија 0-0 на гости и после таа победа во Скопје од 3-1 ни донесе пласман на наредниот циклус, тоа трето коло каде што игравме со екипата на Елсбрук, која беше, морам да кажам, значи искрено премногу силна за она што моментот ние како квалитет го поседувавме, го загубивме првиот натпревар тамо 5-0 и мислам дека во Скопје беше 1-2. Така да со тоа заврши, значи, таа наша фудбалска епизода Европа. Наредната сезона, значи, се случи еден период на турбуленција, каде што нели спонзорот се повлече и јас го одработив тој последен дел, значи, од договорот 2011 летото јас заминав од фудбалскиот клуб Тетекс повторно играше. Тетекс повторно играше финале од клуб. 2:0. Така да таа успешна приказа продолжи, нели, после тоа моја заминување, мислам дека наредниот тренер кој го донесе наредниот пехар на фудбалскиот клуб беше Гораз Михајлов.
Меѓутоа, за жал, таа традиција и редослед на успеси не продолжи. Тоа е оно што можем да кажем дека ме врзуваат убави спомени од тој период и едноставно ми е жал на некој начин од сето она што се случи и се случува со фудбалскиот клуб Тедекс моментално. Пред да се префрлиме на меѓународните ангажмани како тренер, дали можам да констатирам дека периодот 2008-2011 беше најуспешен и за Тетекс, но и за Тони Јакимовски во независна Македонија, до Тони како тренер, за Тетекс како клуб? Сигурно затоа што нешто што е драго е тоа што правите соматичниот нешто клуб. таму каде што сте поникнали, едноставно сакате да вратите назад све оно за што ви е дадена можност. Сигурно дека доколку не бил фудбалскиот клуб Тедекс, можеби јас денес не бил тоа што сум. Така да од моја страна јас имам голем респект према клубот за сите тие работи што ми ги има дадена. Јас пробав на некој начин да вратам со сите тие мои способности, можности и моментално за да го на некој начин донесеме клубот на она ниво на кое заслужува да биде. Така, следуваат неколку ангажмани во Азија, на далечниот исток, но и еден во Литванија, во Европа. Да го фатиме малку овој период. Значи, на кои екипи бевте тренер, бевте спортски директор, да ги објасниме условите кои што ги имавте таму за работење, па можеби и да ги споредиме со нашите, меѓутоа мислам дека воопшто не може да се прави таква некоја споредба. Па добро, оно што го кажав, претходно сите тие настани како што вие созревате како тренер, правите успеси, сигурно дека повторно имате мотивација исто како играчкиот дел од вашата кариера, да тоа го валоризирате, да едноставно се испробате себе си, дали вие имате вредност, потенцијал за нешто повише, Така да се случи да добијам можност да работам во Мијанмар, тоа е поранешна стара Бурма, земја која е доста голема, значи има популација од 52 милиони, со различна култура, со различни погледи, различни услови за работа, менталитет, и тоа не е лесно да се на некој начин вклопи. Оно што го кажавте, имав можност, значи да добија ангажман прво 6 месечен, каде што бев заложен, значи за организација и отварање на некој начин на една школа фудбалска со млади категории, затоа што тој клуб беше основан 2010 година, што се веде на самиот зачеток. А со самото тоа, значи, обврска да работам како аналитичар и да бидам дел и од првиот тим. Значи, не беше лесно тоа да се направи, затоа што изискува макотрпна работа во една земја, која, кажав, е сосем различна како култура, како фудбалска филозофија, затоа што тогаш почнува тој нивен развој, едноставно фудбалски и економски. Меѓутоа, после тоа, значи, направивме добра работа таму и добив можност да после тоа уште година и пол бидам дел од првата екипа и да го водам на некој начин тој фудбалски клуб. Така да можем да кажем дека условите се сосема различни, затоа што прво климата е различна, се игра на температура до 45 степени Целзиусови. Има 3 годишни времиња, значи пролет, есен и лето, затоа што нема зима. Тој период кога има монсунски дождови е малку специфичен, затоа што трае 3 месеци, вие работите, играте на тие, да кажем, климатски услови. Се игра на 2 стадиони кои се доста квалитетни, има услови за да се тоа направи, иако кажав дека условите за работа кога најдат тие периоди се стварно тешки. Тоа е лига од 12 клубови и ние успеавме, значи заради тоа што имавме толку буџет, едноставно да у двете сезони направиме резултати адекватни на тоа да остануваме у лига, поради тоа што тоа го бараше спонзорот или газова на клубот од мене, ја се пласираме на 2 пати у осмина финале на купот. Така да после тие 2 години одработени тамо, јас се вратив назад, значи после тоа 2015 година, 2016 сезоната бев тренер на втора лигаш од Евромилк.
Повторно соработка со повторно Братко со Вујчич. работка со господинот покоен Вујчич. Тоа е свема благодарение на нашата соработка од претходниот период. Така да после завршувањето на тој дел што го имав како тренер на ФК Евромил, добив уште една понуда да заминам повторно Азија, меѓутоа овој пат Кина, каде што влегов во еден проект на УНЕСКО за развој на школскиот фудбал во Кина и останав тамо, значи 10 месеци. После враќањето од Кина се вратив да работам тука и добив можност да бидам дел од Фудбалската федерација на Македонија. Моментално сум, значи, година и пол тренер, главен тренер на Академијата на УЕФА на генерација 2005, а со самото тоа и селектор на У15 генерација. Дали Македонија има иднина во оваа генерација која што вие ја водите? Па мислам дека има, затоа што назад тоа го покажува целиот тој процес дека е на прав пат. Со самиот пласман на репрезентација до 21 година на Европското првенство после 27 години, нели, независна Македонија. Проект кој ги носи сите тие фудбалски имиња кои денес настапуваа претходно за репрезентација до 21 година, а сега е се веќе дел или неколку мина од нив и репрезентативци во А националниот тим, како што е Барди, како што е Елмас, како што е Велковски, како што е Николов. Така да сигурно дека ова што го прави Фудбалската федерација и вложувањата у развојот на оваа академија УЕФА носи сигурно резултати. Ако не е тоа така, сигурно дека нема да има играчи од тој профил кој излегуваат, еве сега може да видите дека тие успеси не се случајни, се должат на условите што федерацијата ги прави за да го поттикне тој развој на тие млади фудбалери и работа, зашто перспективата сигурно дека е во младите играчи. Сега веќе се случува да генерациите кои стигаат се доста исто успешни, затоа што репрезентацијата повторно до 21 година со сменета генерација на играчи има можност да биде дел од тоа европско првенство. Репрезентацијата на Македонија до 19 години исто се квалификува на тие елитни квалификации. Се надевам дека селекторот Станич успее да го донесе и тој нов успех, така да сигурно тоа е мотивација за овие помлади генерации, како што се У17, У15, У16, каде што јас моментално работам, да продолжат по тој пат. А каде се гледа Тони Јакимовски во игра? Па сега не знам, значи секој има своји, нели, мотивации, има своји цели, своји желби. Сигурно дека еден ден би сакал и јас да бидам дел од таа репрезентација како селектор, меѓутоа тоа треба да се направи, значи да се стигне до тоа. Моментално тој предизвик да оваа генерација која 2 години ја водам, значи да се направи добра селекција, да се пополни до изгради со играчи кои еве сега моментално знаете како тука треба многу вложување у секој сегмент, значи работа не само на терен, воспитување тие играчи, контакти со одредени скаути, затоа што има многу дечиња кои јас пред некој период, значи можеби има 2 месеци добив една листа од скаути каде што имам деца со потекло од Македонија кои настапуваат во клубови како што е Young Boys, Сион, има Италија, значи Удинезе и сите тие сега играчи правиме напор да ги контактираме, да ги поканиме тука на тој камп јануари што го правиме за да видиме кој од тие играчи значи поседува квалитет, капацитети да уитнина може да биде носител на тие репрезентативни значи настани и тоа е едноставно нашата цел. Значи она што ме прашавте сега каде се гледам, јас се гледам моментално таму кај што сум и сакам да направам нешто што прво ми е обврска, затоа што го сакам фудбалот и едноставно не знаете каде ќе одведе вашиот пат утре. Меѓутоа фокусот е сега, дали ќе биде тоа е некоја понуда надвор или пак некоја си ситуација да останам тука, затоа што мислам дека федерацијата е добро место и има можности многу за ваш развој и едноставно све тоа зависи што вие правите. Сигурно дека треба да се почне од некаде, јас почнав од нели најмалата возраст и како тие генерации растат, така и ние ги носиме
Значи на поголемо ниво, утре у 16, па у 17, па у 19, па у 27, така да оставиме тоа да го покаже времето. Така. Тони, уште еднаш ти благодарам што беше наш гостин, а што бевме и ние твои гости во Фудбалската академија при ФФМ. Ти посакувам многу успех во понатамошната кариера и се надевам дека еден ден ќе се повторат успесите на ФКТетекс. Јас ви благодарам што ме поканивте, драго ми е што бевте мои гости, што имавте можност да видите, значи, како тоа би требало да изгледа, за да ние ги повториме, нели, тие успеси за фудбалскиот клуб Тетекс. Јас сум секогаш тука на било кој начин да помогнам ако има можност да мојот, нели, поранешен клуб, клубот кој го сакам, значи, од моето детство и понатака, затоа што едноставно тие работи не се забораваат.